Доделени се дополнителни 6 денари за откуп на оризова арпа за реколтата од 2024 година, истакнаа вчера од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Министерот Цветан Трипуновски вели дека мерката треба да биде со важност од 1 ноември до 31 март 2025 година и сите земјоделци кои што ќе имаат предадено во овој период ќе добијат дополнителна субвенција од 6 денари арпа. После неколку часовен состанок, заклучокот е следен. Државата, тоест Министерството, да одели дополнителни 6 денари за откупена оризова арпа од реколта 2024 година. Мерката треба да биде со важност од 1 ноември до 31 март 2025 година. Значи сите оние кои што имаат предадено овој период ќе добијат дополнителна субвенција од 6 денари за килограм арпа. Потенцирам килограм арпа. Дополнително, обврската на Министерството е да преку Агенцијата за стокови резерви нормално се изврши набавка на оризова арпа, односно ориз за потребите на стоковите резерви. Знаете дека се изменети законските процедури и сите правилници, во тек се подготовките за ваквата објава, што значи дека ќе го на некој начин надминеме проблемот со откупот од реколта 2024 година. Потенцирам дека ова се наследени проблеми, овој пласман на овој производ и практично и сидбата на оваа култура го организираше некој друг министер од минатата влада и заради такви сериозни пропусти во организирање на овој битен стратешки сега земјоделски производ, ние денеска како нова влада мораме да се соочиме со решање на проблемите. Она што е дополнително важно е тоа дека се работи домаќински за новата сеидба, кое што се очекува во следниот период, вели Трипуновски. Па дециден е дека проблемите се наследни и сите се решени, со што Министерството навреме ќе има податоци за површините и за субвенциите. Она што е исто така важно за мене како министер е дека покрај тоа што го решаваме проблемот од минатите години со пласманот, веќе работиме визионерски, домаќински, како да се организира сеидбата која што ни е за неколку месеци од сега и со надминување на сите досегашни проблеми кои што ги има оризарите. Дали е тоа во делот на навремена и доволна количина на вода, дали е во делот на семенскиот материјал, препаратите за заштита и така натака, сортите кои што ќе бидат поддржани, програмата која што сега работиме за 2025 година, се со цел да вакви ситуации бидат минато и да не мора државата да интервенира дополнително со финансиски средства, едноставно да однапред се дефинираат и површините кои што ќе бидат засејани и субвенцијата која што треба да добијат и навремената исплата и сите оние параметри, се со цел да имаме предвидливо земјоделско производство. Ситуацијата создаде позитивни реакции кај земјоделците, а тоа го истакнуваат и тие пред медиумите, велејќи дека со доделените дополнителни 6 денари, земјоделците ќе бидат презадоволни, а особено им е важно што заедно со министерот ги решаваат сите проблеми. Мислам дека најдовме едно решение од многуте решенија што ги имавме до сега. Ова е борба, така речено, тешка. До сега ние како оризопроизводители не сме имале ваква ситуација, за да дојдеме во ситуација како што сме сега, бидејќи министерот многу пати излезе на терен, многу пати беше присутен меѓу нас, меѓутоа знаеме дека тој само можеше да посредува меѓу нас. И откупувачите денеска, она што го баравме, ние го добивме од страна на Министерство за земјоделие од министерот. 6 денара која беше понудена прво на откупувачите, вие добро знаете. Сега таа мерка ќе оди директно кај земјоделците. Мислам дека со ова мерка ќе бидат презадоволни, бидејќи ова е најмногу што можеше да добиеме како земјоделци во овој момент. И мислам дека во текот на наредната година, бидејќи е почет нова година, ќе ги решаваме проблемите заеднички. Во земјоделието и сами знаете дека има многу проблеми, почнувајќи од производство до крајниот производ, така да мислам дека со министерот ќе најдеме заедничко разбирање и ќе ги решаваме проблемите во иднина. Инаку со ваквата можност не само што ќе бидат задоволни земјоделците кои сега екзистираат од тоа, туку ова ќе биде можност за да се вклучат и многу други нови, а тоа создава факт дека државата во иднина би можела да биде независна во однос на производство.